Почитувани, со честни и одговорни политики, власта на СДСМ, покрај што ги покачи платите на вработените во образованието и градинките, темелно ги подобри условите за одвивање на едукативниот процес и за грижа на најмладите. Заложбите на локалната власт, предводена од градоначалникот Јовановски, и владата, предводена од СДСМ, резултираа со бројни инвестиции и реконструкции во прилепските градинки и училишта. За прв пат откако е изградена, поставен е нов покрив на градинката Тризла 1, а нови покривни конструкции добија и Општинското основно училиште Климент Охридски и подрачните училишта во населените места Мажучиште и Тополчани, во вкупна вредност од 6 милиони денари. Ја довршивме и ја предадовме во употреба новата детска градинка во рамки на Општинското основно училиште Рамполевката. Со средства во висина од 9 милиони денари. Комплетно се реновираа санитарните јазли во сите детски градинки и во 6 општински училишта. Поставени се нови врати и прозорци во детските градинки, во основните училишта Рамполевката, Добре Јовановски и Блаже Конески, во музичкото училиште Ордан Михајловски Оцка, во подрачните училишта во Загорани и Алинци и во средното училиште Ѓорче Петров, во вредност од 10 милиони денари. Изградени се и опремени нови котлари во средното општинско училиште Ристе Скиричко и во градинката Гоце Делчев, а во тек е постапка за инсталација на нова комбинирана котлара на нафта и газ во гимназијата Мирче Ацев, во вкупна вредност од 8 милиони и 500 илјади денари. Сите основни училишта и градинки се опремија со нови клупи и столчиња, во вредност од 10 милиони денари, а во училиштата Кире Гавриловски и Кочо Рацин целосно се реконструирани 23 училници, инвестиција од 6 милиони и 200 илјади денари. Ги реконструиравме и спортските игралишта во Општинското основно училиште Рамполевката и средното општинско училиште Ордечопела, а во 10 училишта е поставена нова кабинетска опрема, компјутери, смарт табли, проектори и опрема за стручни предмети. Градинката Бончеица и подрачните училишта во Тополчани и Мало Конјари добија нови фасади, а со целосно нови подови се подновени други 7 општински училишта. Почитувани, ова се само дел од инвестициите во училиштата и градинките во општина Прилеп, со кои драстично се подобрија условите за настава и грижа за најмладите. Се држиме на дадениот збор и го исполнуваме ветеното. Продолжуваме на правиот пат.